Државата да им ја покрие разликата помеѓу производната и замрзнатата цена на производителите на овошје и зеленчук, ќе предложи Министерството за земјоделство. Ова како заклучок е донесено денеска во Кочани на средба помеѓу министерот Љупчо Николовски и производителите на градинарски производи, чии цени се лимитирани. Но преку интервентниот фонд ние сме спремни овие компании кои што имаат во овој период производство, тоа производство да направиме дополнителна анализи колку би било, дали ќе биде тоа 500, дали ќе биде 700 тона, и во овој период додека трае мерката, како министерство ќе предложиме на владата да се донесе интервентна мерка. За земјоделците кои се занимаваат претежно со производство на домати и краставици, ваквата најава е спасоносна, бидејќи замрзнатата цена е пониска од производната. Дополнително, голем трошок им е и покачената цена на геотермалната вода. Секако дека сме задоволни од мерките што ги предложија, што ќе надополнат она загуба што ќе имаме ние преку интервентниот фонд. И се надеваме исто и во иднина дека ќе имаме добра соработка, дека се почесто ќе ги слушаат нашите барања и нашите укажувања од типот на производството и апелираме да се заштити македонското производство. Во меѓувреме, на 1100 оризопроизводители денеска им се исплатени дополнителните 3 денари за периодот декември 2021 јуни 2022 година.